сајмите на книга се најголемите книжевни манифестации каде што во еден дел од годината може читателите да се сретнат со сите издавачи, со авторите, со годишната и претходната продукција на издавачите и е од големо значење за нас. На сајмот за книга зборуваме за современата книжевна сцена, за моќта на литературата денес, за односот на младата читателска публика и за видливоста на македонските автори на литературната сцена во земјава. Тоа зависи од нас, од издавачите. Она што мислам дека се повеќе и повеќе се промовираат македонските автори, она што можам да го кажам за или дека последниве години ни се чини дека домашните автори дури малку и доминираат врз преводната литература. Преку нашата издавачка куќа се афирмирале навистина автори кои што до тогаш и не биле познати или пак дебютирале преку или најтешко ми е вака да набројувам. Македонија е многу мал пазар. Македонија е пазар во кој што за жал тоа навистина многу го чувствуваме, каде што последниве години и многу млади, квалитетни, образовани луѓе веќе не се во оваа земја. Тоа е на некој начин и нашата целна публика. Тоа се одразува секако и врз она што се вика читателска публика. Во најголем дел се работи за интерес за некоја крајно комерцијална и хитовска литература, таа што е подложна на она што се вели некако рекламен терор кон кој сме подвргнати сите, но ете, ние се обидуваме и успеваме да изградиме и постои тој еден круг кој што е свртен и кон некој друг вид попрофилирана литература и се надеваме дека тој круг ќе се шири. Македонија е страшна средина за бавење со култура, па и со издаваштво. Јас сум долго на сцената, така што можам да зборувам онака и, како кажам, синхрониски, диахрониски и во текот на времето. 35 години сум на издавачкава сцена. А и за сега можам да разговарам. Од една страна е сјајно, има многу нови, млади издавачи, кои најчесто ги водат жени. Ние сме баш на таков еден штанд, но не би сакал да сум им во кожа. Они сега почнуваат, нели, она што јас го поминав, темплум, долги години, ама условите се многу лоши. Државата многу слабо внимава на издаваштвото, ама пред се не сваќа дека издаваштвото е дел од целиот механизам, во кој се и библиотеките, учебниците, образованието, сето тоа кај нас е драматично запоставено. Грижата за помладите автори, грижата за постарите таблирани автори, грижата за новите, за дебитантите. А исто така е занемарена и книжарскава мрежа. Квалитетна публика има многу малку. И тоа дури секој го знае во Македонија. Бих издвоил или како издавач, сказнувалка со кој сме овде заедно на штандот, Гавро, Чудна шума. Тоа се издавачки куќи кои ги водат девојки, тоа е сјаен еден нов бранд. Ова е многу интересно. Денеска потпишува оваа девојка Нервозна сум. Јас доста се бавам со маргинална книжевност, со аутсайдерска уметност, сето тоа. И она е баш таква, мислам, така многу необична, многу искрена, многу жестока. Се запознавме во некоја група као кај што разговаравме попречени и непопречени и она баш супер. Исто објавивме еден сјаен краток, не би рекол роман, новела од Лесков, еден рус крај на 19 век. Он ми исто големо откритие на ниво на Толстој и Достоевски. Тоа е мала негова ствар,
не знам дали до сега е преведуван на македонски, Вилам од 19 век автор. Од нашите изданија Деспина Ангеловска има фантастична книга за театар, од која може 2 примерока продадовме, ама тоа е една од најдобрите теориски книги воопшто во последниве 20 години, воопшто на македонски. Што значи да се слободна жена денес и колку литературата влие и може да ја промени таа приказна? Во денешниот сајм за книга разговараме со автори чии дела отварат прашања за храброст и за правата на жените. I don't know if literature can change the society, but literature can open the eyes and tell stories, tell novels, and change the mind, the way to see the world and to see the relationships between men and women. Depends for a single woman, but I think that the women have to stay together and fight together. Simone de Beauvoir said that being a woman is a process, is not a fact. I agree with this theory because women have learned that they have to make much steps to reach things that for the men are natural. Секако дека има голема моќ литературата и генерално уметноста. Ние сме тие што имаат чест да посочуваат и поставуваат прашања кои што се важни. Секако ние ги немаме одговорите, но можеме да го посочиме она што е важно да се размислува, да се погледне од различни агли. И забележувам дека колку поавтентично, еве ќе зборувам во своје име, творам, колку голема слобода си наоѓам во моето творештво, колку повеќе го користам тој канал да поразговарам и сама со себе и да го пресликам сето она што јас го живеам како жена во општеството и сето она што другите жени го живеат, толку повеќе на еден автентичен начин се поместуваат границите, полека се рушат бариерите и верувам дека со текот на времето и се менува перцепцијата за многу нешто. Апсолутно, пред се личен активизам, нели, барем за мене, уште од мала, кога сум почнала да пишувам, тоа било едно прибежиште каде што сум наоѓала слобода, разбирање и место каде никој не те суди. Живеам својата вистина, ајде така да кажам, дека тоа што го чувствувам, тоа што јас го носам во себе, го пренесувам на мојата публика. Но истовремено чувството на одговорност и смелост тебе да се зборува и за тешки теми кои што се и лични теми, свесно знаејќи дека допираш до публика која што на тој начин можеби ја охрабруваш, правиш заедница каде се чувствуваме дека не сме сами, тогаш кога минуваме низ многу тешки лични борби кои се уште се табу тема во нашето општество.